Почитувани гледачи, продолжуваме со Бизнис клубот на Стопанската комора на Северна Македонија и Трето уво. Денешни наши гости се универзитетски професори и активисти во комората, луѓе кои што оставија свој печат во работењето нејзино во текот на овој афирмативен период и луѓе кои што се докажани во својата струка. Денеска малку ќе направиме некои споредбени анализи на видувањата на македонските бизнисмени, оние што ќе ја носат товарот на понатамошниот развој на бизнисот во државата и науката, што е впрочем и основната работа за која што во наредниот период ќе се залага комората. Добре дојде вечерва за професор доктор Илена Кекеркова. Благодарам на поканата, председателе. И професор доктор Лазаров Дарко. Благодарам на поканата. Да. Не треба многу големо представување, вие сте познати личности во јавноста, особено во нашите кругови, бизнис круговите, и важите за луѓе со свој став, своје гледање на работите и мислам дека со тој печат ќе денеска можеме да ве представиме пред јавноста и јавноста да се убеди во вашите ставови и вашите погледи. Нашето запознавање беше чудно, затоа што во првиот и вториот мандат на моето председателствување, основната работа беше да ја застанеме комората на нозе. Во тој период тоа успешно го одигравме и се појави период во кој што требаше ководем анимација на луѓе, кои што ќе ја подржат работата на комората и ќе ја стават во функција на бизнисот. И едно зимско утро, јас се најдов во кабинетот на професорката Илена Кекеркова, се сеќавате? Да. И Најмногу се сеќавам на шеширот со кој што влеговте во мојот кабинет. Без најава. Без најава, да, и навистина бев изненадена затоа што заради шеширот мислам дека не препознав со сигурност кој влегол во кабинет, ми требаше време. Си дојдов на себе. тоа беше време, значи и иницијатор на таа средба, односно видување, беше постојаното кажување на нашата колешка Елисавета Георгиева, ваш студент, која што ја потенцираше вашата улога и дека вие како кадар сте потребни на комората. И јас при една поста на ректоратот реков, чекај да искористам прилика да се видам ненајавено. И така започна нашето дружење, кое што мислам остави голем белег во работењето. Вие по неколку наврати сте член на управниот одбор, бевте и советник на председателот на комората, извршувавте и други функции, заеднички проекти, што вие раководевте додека раководите центар на вашиот факултет. Сето тоа некако интензивираше активноста, но денеска имаме ситуација во која што слободно можам да тврдам дека основите на системот на дуалното образование и во високото образование и изучувањето на вештини потребни за бизнисот е врзано за вашето име. Искрено, многу сум благодарна за соработката која што дојде така на еден невоопичаен начин. За Елизавета имам само најубави зборови, таа беше извонреден студент и секогаш кога сме ја поканиле откако стана професионалец да одржи предавања пред нашите студенти, предавањата биле направени со исклучителна прецизност, професорски. Секогаш сум се одушевувала и многу ми беше криво што не сме биле во состојба да ја задржиме, да ја вработиме на факултетот, зашто мислам дека ќе имавме извонреден научник. Но како и да е, еве и на овој начин се воспостави една толкокорисна соработка. Посебно благодарението комората што во еден период кога фирмите беа исклучително затворени за примање на студенти на практична работа кај нив, што беше законска обврска за високото образование, мачевме, имавме огромни групи на студенти, никаде не можевме да ги пратиме на практична работа. Банките нешто прифаќаа, Царинската управа многу ни помогна и таа е наш долгогодишен партнер, а Стопанската комора широко ги отвори вратите и сме имале многу студенти од катедрата на дворешна трговија и од департманот на дворешна трговија воопшто, што доаѓале кај вас на практична работа, не само за да исполнат законската обврска, туку беа потоа полни со впечатоци, со работите што ги научиле кај вас,
А искрено морам да кажам дека и моето долгогодишно присуство во комората даде посебен увид во состојбите во македонската економија во еден исклучително тежок период за земјата. Многу е поинаку кога работите, ги читате или ги гледате во медиумите, а сосема поинаку е кога ќе ги слушнете стопанствениците на лице место со какви проблеми се соочуваат и тие информации беа од непроценлива вредност, исклучително влијаја на моето размислување, на предавањата на факултет на моите предмети и исто така дури и на материјалите што ги креиравме за потребите на понатамошниот развој на наставните програми на факултетите, бидејќи сме обврзани секоја 5-та година да правиме нова акредитација на наставните програми. Добро. Оно што Елисавета Георгиева беше за нашите односи, Гоце Петарски академикот беше за односите со вас. Се сеќавате ли на нашата прва средба пред зградата на МАНО, на главниот влез? Секако, со тоа што предходно по рамките на еден проект кој што комората го работеше, јас бев вклучен како експерт од делот изработка на квантитативна анализа за влијанието на металопреработувачката и металопреработувачката индустрија и базната металургија во рамки на комората. Со тоа што во тој понатамошен период јас соработувајќи на некој начин со комората видов колку е незината важност во делот на можностите кои ги нуди за практична примена на оние теоретски концепти кои што ние ги работиме во рамки на науката и академијата и на еден скуп, на еден настан кој што беше организиран од страна на Македонската академија на науки и уметности, тогаш имав едно излагање во делот на делот резултатите од мојата докторска дизертација и во рамки на тој излагање елаборирав дека е многу важна соработката со науката и бизнисот и дека улогата на Стопанската комора може да биде многу важна, не знаејќи дека вие бевте таму на присутен на тој настан. После тоа се видовме неформално во фојето на коктелот после настанот и така почна да речам таа наша прва соработка, она што ми импресионираше во тој момент од вас лично и од комората е отвореноста за соработка, тој практичен пристап кој што го немаше во науката и ден денес го нема заради незината специфичност, меѓутоа вие на некој начин како личност и комората ги отвори тие врати и покажа дека таа соработка може да биде функционална, може да биде реална и може да даде практични резултати. Тука има уште една личност што треба да ја споменеме, Митко Кочовски. Така, тој тогаш годишен член на управниот одбор и биш директор на Макстил, кој што сесврдно се залагаше за интересите на комората и мислам дека вие во едно време и во тандем работевте за интересите на комората. Така, во прва фаза од таа соработка реализиравме неколку заеднички студии, односно анализи кои што беа презентирани во рамки на здруженијата во комората и поминаа многу добро во тој временски период, меѓутоа целосната таа функционална соработка моја, да речем, со комората беше во периодот кога со вас лично практично ги интензивиравме тие односи, отворивме простор и можност за соработка. Јас ке се присетам на една ситуација која што не сум ја споделил вака во јавноста, а тоа е нашата прва средба во комората, после средбата во МАНУ, кога практично вашата идеја беше да се гледаме секоја недела, првата недела од понеделник во месецот и да разговараме за состојбите во економијата и можностите за наша соработка. Во тој временски период морам да кажам бев после завршување на докторските студии во кој процес вложив многу енергија, многу труд, едно 4-5 години интензивно и некако тие знаења кои што ги стекнав методолошки, научни и така натаму не беа афирмирани и беше еден добар период во кој што практично она што се отвори како соработка помеѓу нас создаде или креираше можност за ставање во функција на тие знаења кои што понатаму беа ставени во функција на развојот на бизнисот, затоа што во тој временски период на наша соработка некаде после 2016-17 година
имавме многу практични проекти во кои што конкретни работи беа реализирани за компании во делот на подршка за купување на машини, подршка за технолошки развој, подршка во нивните извозни активности. На тој начин заедно покажавме дека науката може и македонската наука, односно областа на делот на економијата може да даде свој придонес во македонската економија со нормално активна вклученост на комората. Врв на тоа беше конференцијата во Охрид, кога на едно место се собра академијата, универзитетите, комората, владата, да расправаат за натамошниот развој и стратегии за развој на економијата. И кога ние настапивме на необичен начин, облечени во маички од реалниот сектор и од науката, и кои што научен труд мислам дека и денеска е цитиран и потребен за понатамошниот развој на економијата. Она што е куриозитет за тој настан е тоа дека практично беше креиран во смисла или организиран во смисла да се доближат сите страни или сите чинители во државата во процес на креирање на подобри економски политики. Збораме од една страна економијата, од друга страна стопанството, односно бизнисот, и од трета страна државата. Но добро се сеќавам дека сите тие страни имаат заеднички, односно имаа трудови излагања кои што беа од своја гледна точка. Куриозитет на тој настан беше тоа што ние бевме единствени на таа конференција кој што имавме коавторски труд. И со тоа практично покажавме дека еве академијата и бизнисот може да работат заедно и да ги усогласат своите ставови насока на креирање на подобри политики, и точно таа студија остана како добар белег за нас и мислам дека уште многу години во иднина ќе се цитира. Да. Професорке, ние имавме еден настан на универзитетот заеднички со Министерството за образование пред 15 години, кога останавчу за невидени од мојата изјава, ме праша како е беата комората после 10 години, 15. Аз кажав дека централно веќе има врската меѓу образованието и бизнисот и дека комората вистинската нејзина функција во општеството, во бизнисот е токму таа. Јас кажав дека тие разговори беа почеток на нашата соработка и мислам дека цело време одиме кон тоа. Денеска гледам веќе активности во комората во делот на изучувањето на вештини потребни за бизнисот. Гледам дека функционираат телата меѓусебни меѓу бизнисот и факултетите и така натаму. Гледам дуалниот систем на образование се прифати веќе во средните школи и така натаму. Е реална ли ова процентка и дали во овој услови во кои што живееме денеска, во кои што дефиницијата е дека ако не беа сите овие кризи здравствени, енергетски, така натаму, прашањето на работната сила ќе беше најдоминантно прашање, точно? Тоа е точно и мислам дека и во моментов едно од најдоминантните прашања. Вашата констатација за значењето на дуалното образование и за начинот на кој што комората пристапи на овој проблем, тој да се институционализира и да се подигне свесноста за тоа колку е дуалното образование потребно е неспорна. И навистина резултатите сега се гледаат во средните школи, каде што се помал број на ученици се запишува во гимназиите од година во година, а се повеќе одат во стручните училишта, благодарение на тоа што во средните училишта добиваат можност од трета година да бидат дел од дуалното образование, каде што ги стекнуваат своите вештини. Но на ниво на високо образование, мислам дека соработката е недоволна, далеко од доволна. Значи, од времето уште пред да стане спор за дуално образование, некаде таму во средината на првата деценија од 21 век на факултетот имавме едно тело кое што во кој што учествуваа професори, представници на бизнисот, па сме имали представници на Стопанската комора, за да ги одобрат промените во нашите наставни програми, кои што тогаш интензивно се пренасочува кон граѓанската економија. И таа соработка многу придонесе за квалитетот на нашите програми во тоа време, кој што беше исклучително висок. Сега имаме едно друго тело кое што се вика тело на доверба,
во кое што покрај професори представници има и од владини тела, повторно имаме од комората, имаме и од бизнисот, но структурата на тоа тело е малку поинаква. Па и тоа дава придонес, да речеме, кога ги правиме обновите на наставните планови, дава свој придонес со своји видувања. Но мислам дека практичната работа на студентите е сведена на формалност. Многу е слаба соработката во тој дел, заради специфичноста на нашите распореди. Не секогаш компаниите се волни да ги прифатат нашите студенти за практична работа во период надвор од наставата на кој што тие задолжително мора да присуствуваат, и недостатокот на практично искуство е еден негативен аспект кој што нашите студенти постојано го потенцираат. Во овој изминат период единствено што не престана е соработката со банките, за кој што нашите студенти немаат никаков интерес заради премногу ниските плати во банкарскиот сектор за млади луѓе и заради недобро осмислениот пат на кариерен развој во банките, кој што ги држи младите луѓе на многу ниски позиции долго време, со многу ниски плаќања. И втората институција која што постојано ни овозможува практична настава е Царинската управа, но таа е должна за сите универзитети да обезбеди места, така да бројот на места за нашите студенти е многу ограничен. Нели е поразително да цел живот работиш на оваа проблематика околу надворешната трговија и на крајот да се соочиш со чиненица дека треба да увезиш работници од небо. Апсолутно. Значи, не знам друга земја која толку малку ги цени своите одлични кадри и не им дава никаква шанса за вработување. Од една страна ние нашите најдобри луѓе со генерации ги испраќаме надвор, што е огромна загуба на човечки потенцијал, а се мачиме сега со квалификувана работна сила, увезуваме странски работници и гледаме дека тие исто не се задоволни, дека нивната цел не е да останат во Македонија, туку и тие да избегаат на запад. Има средба во Берлин пред 3 години со нашиот премиер, со група германски работодавци кои што имаат своји инвестиции во Македонија. И кога ги прашав отворено зашто кога јас изнесувам вакви оценки за состојбата за бизнис климата во Македонија, ви упорно инвестирате тамо. Одговорот беше дека нигде нема да најдеме толку квалификована, мирна и слабо платена професија, односно работници. Па еве, вие сега убаво самите го потенциравте проблемот зашто се нашите луѓе незадоволни. И мислам дека е време во бизнисот, представниците на бизнисот добро да размислат за условите за во кои што работат нашите вработени и за цената на работната сила. Многу пати се потенцира дека цената на работната сила не соодветствува на продуктивноста во нашата земја и не ја следи продуктивноста, но продуктивноста е само еден фактор и тоа во меѓународната економија во теоријата многу пати е анализирано и е потенцирано дека кога е притисокот на работната сила многу голем на домашниот пазар, ниски се цените и работната сила се одвлева надвор, што е логично. Но ако сега понудата и притисокот се толку многу намалени, толку се чувствува недостаток на работна сила, посебно на квалификувана, ако на пазарот недостасуваат работници, понудата и побарувачката на пазарот неминовно водат кон покачување на наемнините. Ако тоа не се случи, ако луѓето не можат достоинствено да живеат со нормалното секојдневно работење, тогаш тие секако ќе побараат можности за понормален живот надвор. И мислам дека тоа нашите бизнисмени не го сватија и од тука проблемите во економијата можат да бидат уште подраматични. Во Штип се зборува дека има студенти, колку?
Во моментот на Универзитетот Гоце Делчев околу 9000 активни студенти. Дека од нив најголем дел доаѓаат од страна, точно е тоа? Па, делумно да, дел од студентите се од Турција, меѓутоа генерално во изминатиот период со некои политики кои што ги направи Универзитетот за привлекување за зголемување на атрактивноста, веќе имаме и студенти од Европската унија, студенти од регионот, но морам да потенцирам дека доминантно се студенти од Македонија. Од Македонија. Да. Она што вака можам на прв поглед да го, да речам, уочам во вашето работење е нагното свртување на универзитетот према истражувањата, према лабораториите, према современите методи на докажување кои што треба да направат науката во секако во интерес на бизнисот. Од каде тој порив и од каде тоа свртување настана? Добро, првично мораме да кажеме дека поранешниот рударско-геолошки факултет, а денес факултет за природно-технички науки, има една традиција на соработка со бизнисот, особено во некои сектори како што е базична металургија, рударство и така натаму. Меѓутоа, во изминатиот период многу се инвестираше во насока на градење на научно-истражувачки капацитети во други технички области и науки, вклучувајќи машинство, вклучувајќи циркуларна и зелена економија. Тука е секако и земјоделскиот факултет кој што има силни научно-истражувачки капацитети, меѓутоа и на другите факултети, вклучувајќи го економскиот факултет, веќе има одредени лаборатории за квантитативни истражувања и поривот е од практиките кои постојат во современите западноевропски земји, особено во Америка, каде што универзитетите една од мисијата нели целите на своето постоење, а тоа е креирање на квалитетни високо образовани кадри, една од мисиите на секој универзитет е практично испорачување на одредени научно-истражувачки услуги кон бизнисот и кон решавање на одредени проблеми во општеството, и мислам дека тука Универзитетот Гоце Делчев посветува и во идниот период ќе посвети големо внимание, бидејќи сведоци сме дека во изминатиот период Македонија заостануваше во делот на градење на тој иновацијски екосистем, поврзување на науката со бизнисот, бидејќи бизнисот има потреба од наука, од решавање на одредени проблеми во производството и во другите делови процеси, базирани на научни сознанија, на научни факти и така натаму. И мислам дека во наредниот период таа структурна трансформација на македонската економија, она што ние го говориме, пренасочување кон сектори со поголема додадена вредност, производство на нови производи, услуги и така натаму, мора да биде со активна вклученост на науката, со активна вклученост на научно-истражувачките аспекти. Ние во државата, ако погледнеме од аспект на вложување во наука и истражување, сме навистина на дното во Европа, меѓутоа не само од јавните вложувања, односно одвојување на јавни средства од буџетот за науката, туку и одвојување на средства на бизнисот кон науката. И тука ќе потенцирам, например, еден сегмент од начинот на кој функционира америчката економија. Таму големите компании, овие технолошките гиганти, инвестираат многу во универзитетите, во отварање на лаборатории, во градење на одредени научни капацитети, и таа соработка таму е многу интензивна. За жал во Европа, особено во нашите простори, и таа традиција која постоела во минатото на соработка во другиот систем, мислам на некој начин е девастирана, и ние треба да се вратиме на тие корени, бидејќи мислам дека само со интензивно поврзување на бизнисот и науката можеме да се надеваме дека ќе трансформираме македонската економија во некоја позитивна и посакувана насока. Многу пати сме слушале меѓу обичните луѓе за докторските дисертации, за смешните наслови и смешните тези кои што со неј се прават. На што докторира господинот Лазаров? Јас докторирав на тема која што е прилично, да речем, комплексна, бидејќи станува збор за теорија на економски раст. Можам да кажам дека многу малку луѓе во Македонија се занимаваат научно со оваа проблематика, инаку насловот на мојата дизертација беше диагноза на моделот на раст на македонската економија и стратегија за раст во иднина.
таа докторска дизертација беше Имаше ли своја применливост? па во принцип најголем дел од работите кои што сега ги работам, вклучувајќи ги оние работи кои што ги работам во комората и да речем некои предлози према креаторите на економски политики се базирани токму на тие сознанија, на резултатите од тие истражувања на научната методологија која што ја практикував и тогаш и денес. И она што да речеме куриозитет за таа област, односно за таа дизертација, тоа дека многу малку во Македонија креаторите на економски политики за жал се ги базираат своите одлуки на научни сознанија. Теоријата на растот особено дава јасен правец како една економија може да се развива, кој е патот кон тој посакуван развој. Мислам дека ние тие, да речам, лекции ги немаме научено како земја, затоа што во принцип креаторите на економски политики кај нас сакаат и се обидуваат да испорачат резултати на краток рок, кои што економската теорија кажува дека не се возможни. И во таа насока мислам дека не само во донесување на бизнис одлуки во бизнисот, меѓутоа многу повеќе во донесување на јавни одлуки, односно политики кои што се на ниво на државата, науката може да даде голем придонес. Апсолутно. Во 96-97 година сте били ангажирани на додипломски студии како предавач на надворешна трбовија, кај што и денес работите како редовен професор. Што ви променале? Во мојата работа, Да. Што мислите дека во овој период во кој што вие сепак оставивте белег на моето работење, можда би требало да биде принап? мислам дека јас навистина сум го дала мојот максимум на работното место, бидејќи уште пред да докторирам ми беа доверени обврски околу воспоставувањето на така наречениот ЕУИ центар, информативен центар. Ние таму добивавме разни материјали за Европската Унија кои не беа никако подредени и требаше да се отвори центар со поддршка на Европската делегација. Доаѓајќи во допир со тие материјали, но и претходно, одејќи на еден студиски престој во Велика Британија, видов дека таму се развиваат програми кои што се целосно насочени на европската економска интеграција. И во една ситуација дојдаа представници од еден британски универзитет во Стокон Трент, каде што еден дел и од нашите поранешни министри имаат завршено докторски студии во подоцнежниот период и тие бараа соработка во рамки на Темпус проект и бараа предлог што би сакале ние да биде тема како Темпус проект. Јас бев повикана на состанокот со други професори и тогаш бев млад доцент и од мене наеднаш излета предлогот дека треба да формираме европски економски студии на постдипломски студии. Тоа го направивме. Тие постдипломски денеска функционираат со многу намален капацитет, бидејќи владините институции воопшто немаат интерес да ги ставаат на клучни позиции во нашите министерства луѓето кои што добиваат наобразба во оваа област. Воедно, во понатамошниот развој на нашите програми, тие предмети ги стимнавме, еден дел од тие предмети ги стимнавме и на додипломски студии. И во моментот, благодарение на мојата помлада колешка Елена Макревска-Дисовска, катедрата доби Жан Моне катедра како нов проект, кој што повторно треба да ги развива програмите и проектите кои што се насочени во областа на Европската Унија. Идејата на времето беше и никогаш да не станеме членка на Унијата, бидејќи од таму доаѓаат нашите најголеми надворешно трговски партнери, дека неопходно е да се знае како функционира Царинската унија и заедничкиот пазар во Унијата, за да можат македонските компании да обезбедат полесен пристап во тој дел. Второ, на иницијатива на Царинската управа во времето на директорот Ванчо Каргов и на предлог на еден наш магистрант и докторант подоцна, господинот Златко Ветеровски,
беше направен притисок факултетот да влезе во партнерски однос со Царинската управа за да се воспостави регионален тренинг центар на Светската царинска организација. Ваквите центри обично се воспоставуваат во царински академии кои што за жал кај нас ги нема. И на територијата на потесна Европа има центар во Унгарија, што е единствен во Европската унија, а единствен на Балканот е нашиот центар. И ова необично партнерство, каде што луѓето зборуваат на сосема различен јазик, оптоварени со различни проблеми, функционира од 2009 година до денеска. Во 2009 година тогашниот генерален секретар на Светската царинска организација Кунио Микурија дојде да го воспостави тој необичен центар, кој што е организацијска единица на економскиот факултет и негов раководител сум се уште јас. Овој центар придонесе многу за унапредување на соработката во врска со сите важни прашања кои што во моментот кога замира Светската трговска организација ги презема Светската царинска организација и ги бутка напред. И многу наши програми на редовни и на постдипломски студии се воведоа благодарение на функционирањето на тој центар, со посебно ставање на акцент на сите аспекти поврзани со така нареченото олеснување на трговијата, за кое што беше донесена нова подспогодба во Светската трговска организација после министерската конференција во Бали, а каде што Светската царинска организација презема посебна улога за тоа цариниците и академиите да ги прифатат новите препораки, да обезбедат нови научни истражувања, нова теоретска подкрепа за полесностите од процес кој што неминовно настанува заради забрзаната дигитализација на сите процеси во економијата. Продолжуваме понатаму. Мислам дека во првиот дел од емисијата јасно ставивме до знаење дека се наоѓаме во еден процес по кој што врската меѓу бизнисот и образованието покушаваме да се обидуваме да ја ставиме таму каде што е местото и да ја позиционираме комората и сигурно во тоа ќе успееме затоа што мислам дека имаме и странските искуства, имаме наши искуства, а и веќе и кадар кој што работи на таа проблематика. Она што престои пред нас и што мислам дека за македонската економија е многу значајно на надворешен план, надворешен трговски план, тоа е извозот и зголемување на продуктивноста на трудот и на активноста што е потребна за создавање на производи со додадена вредност. Што на тој план прави науката, а што на тој план прави бизнисот. Ние слушнавме овде во кажувањата на бизнисмените, а од аспект на науката да видиме што тука може да се направи како предлог да нешто каже. Добро, ние ако се вратиме назад во рамки на комората направивме една сериозна студија во рамки на кој што ја анализиравме извозната структура на македонската економија на ниво и на поединечни производи и на ниво на поединечна земја, па и на ниво на поединечна компанија и тие резултати, односно сознанија, покажува дека Македонија има плитка извозна структура. Има ли некој пример да објасни за обичните луѓе? Па тој пример е во резултатот на тоа дека топ 25 извозни производи кои што Македонија ги извезува на странските пазари учествуваат со повеќе од 70-80% вкупниот извоз на македонската економија. Значи мал број на компании, мал број на пазари производи кои се пласираат на мал број на извозни пазари, а чинат структурата на македонската економија и тука е најголемиот проблем, она што ние го неколку пати потенцираме во делот на висока извозна концентрација, односно ниска извозна диверзификација. Вториот проблем и од аспект кога зборуваме за извозна диверзификација, од аспект на број на производи, од аспект на број на извозни компании, меѓутоа од аспект на број на извозни пазари. Не знам, првите топ 25 извозни компании учествуваат со над 90% вкупниот извоз на македонската економија. Податокот дека само 400 компании извезуваат со вредност поголема од €1.000.000 или само 1300 компании со вредност над 100.000 евра се показатели во
во кој што го потврдува тој факт на извоз дека македонскиот извоз е прилично плиток и неповолен. Од друга страна, ако ги погледнеме производите кои што ги извезува македонската економија, најголем дел од производите каде што ние имаме компаративна предност се производи со ниска додадена вредност, од текстилната индустрија, базични метали и така натаму, а оние производи кои што ги извезува странските компании кои што имаат високо ниво на комплексност и додадена вредност, се производи кои што чија што додадена вредност не се создава во Македонија, туку се создава во некоја друга земја и затоа додадената вредност на нашиот извоз е мала, односно увозната компонента на тој извоз е сериозно голема. И најдобра илустрација за тоа е практично корелацијската поврзаност помеѓу нашиот извоз и бруто домашниот производ. Ние сме еден екстрем во негативна смисла, а тој екстрем е дека во изминативе десетина и повеќе години стапката на раст на извозот е над 10%, а стапката на раст на бруто домашниот производ е 2-3%. Ако тој извоз има поголема додадена вредност, тоа сигурно ќе се рефлектирало во поголема додадена вредност. Што значи дека на нас фокусот во иднина не треба да ни биде раст на извозот, туку раст на домашната вредност на извозот, ако сакаме да тоа придонесе ко раст на бруто домашниот производ, кој што ние го посакуваме. Професорке, целиот живот, работен век го посветивте на дворечно трговско работење. Јас, како стопанственик и како предводник на најголемата бизнес асоциација, имам чувство и цело време се носам со таа работа, мислам дека е потврдена, дека најблиската релација, корелација меѓу државата и бизнисот е топусарината како институција. Меѓутоа, овде зборувајќи за царините на балканските простори, секогаш имаме негативна конотација. Иако имало поединечни случаи на луѓе од бизнесот кои што преминувале во царината и обратно и давале сосем друга интонација. Како е надвор ова прашање и ова перцепција поставена? Многу зависи во кој регион се наоѓате. Ако царината се гледа на еден начин во Европската Унија, сосема на поинаков начин се гледа на териториите што и припаѓаат на Источна Европа. Ево да се сконцентрираме на Европа, на Европа. Да, за Балканот. Што е тоа што ја, да речам, финализира? Тоа е, да речеме, и кај нас имало ведување на властени економски оператори, така, да речам, отвореност, точка, како се вика, заеднички прелази и така натаму. Зашто се уште имаме овде на Балканот, не можеме да ги следиме европските трендови за дигитализацијата, за едукацијата на луѓето? Зошто тоа ние каснеме? Во случајот на Македонија не доцни, туку е предводник во рамката на балканските земји и еден дел од проблемите во царинската соработка потекнуваат од таму што нивото на дигитализацијата на царинското работење во Македонија е на повисоко ниво од она во земјите во регионот, зборувам за Западен Балкан. Тоа значи, Да. тоа значи дека точна е таа теза што е во јавноста пласирана, Да. дека на заедничките состаноци околу Отворен Балкан, околу другите иницијативи, реално има проблем на поврзување затоа што ние сме на повисоко технолошко ниво. Да. Точно е тоа. Значи, Точно ние е тоа, значи нашите платформи немаат на што да се доврзат во регионот, бидејќи во регионот такви платформи нема, освен до некаде во Србија и еве сега нешто мислам дека се прави и во Албанија. И практично нашите надворешно трговски компании мораат документите да ги припремаат и во електронска и во хартиена форма, зашто беше направена студија уште во 2012 година, што ги споредуваше со податоците од претходно мерење во 2007, кога уште не беше активиран едношалтерскиот систем во Македонија, што покажува дека за 5 години по воведувањето на некои електронски платформи забавува движењето на камионите преку граница за најмногу до 2 часа, што значи спротивен ефект дало воведувањето на дигиталните платформи кај нас. Ова е едниот проблем што го споменавте. Вториот проблем е тоа што овластените економски оператори како идеја ни во Западна Европа не помина, ни во Европската Унија, значи не помина кој знае како. Тоа да објасниме за гледачите дека е можноста да сама компанијата со претходно исполнети услови врши царинење на сопствената роба.
подолесне спаѓа во рамките на олеснување на царинењето, каде што компанијата може да каже дека во нејзините простори или на некое место што таа ќе го одбере, може да се направи царинењето со помалку документи А не да оди на... и со помали банкарски гаранции за покривање на царинскиот долг и автоматски ваквата компанија, бидејќи представува компанија од доверба, таа ја обезбедува целосен увид во секој момент на царината, односно на овластен дел од нејзините служби, во нејзината сметководствена евиденција, посебно во билансот на состојба и во билансот на успех, бидејќи е таа компанија од посебно доверба, се знае дека не се служи со недозволени работи, не пренесува недозволена стока, не ги А тие услуги ги определува и ги проверува Царинската управа, така? Да, а дадени се во законот. Во законот и после се пренесуваат на ними ако се исполнати. Да, но може и да ви бидат трајно одземени ако се констатира дека сте изиграле довербата на Царинската служба. Значи, овие камиони што пренесуваат товар од компаниите што го стекнале ваквиот статус на овластен економски оператор, треба да поминуваат на така наречената зелена лента, што значи дека треба само да бидат пропуштани на царинската на границите, без да се проверува нивниот товар и без да се проверува нивната документација, која што задолжително е однапред 48 до 72 часа доставена во електронска форма. Меѓутоа, за ова да функционира, да речеме кај нас каде камионите ќе поминат на зелена лента и потоа на првата наредна граница, например во Косово или во Србија, ќе бидат застанати. Да. Ако треба да се провери товарот на овластениот економски оператор, тој треба да биде известен однапред, да му биде кажано дека дополнителна проверка ќе се прави било на документи, било на товар. А ова е сите од ред, значи застануваат и се чекаат како сите други што чекаат и ефектот од овластениот економски оператор го нема. Затоа кај нас повеќе има барања за поедноставени царински постапки отколку што има овластени економски оператори. Чинам 8 компании во Македонија само го добија тој статус, барем тоа беше состојбата до минатата година, а во Европската унија исто така се појави проблем. Таму едно време 50 компании само од цела Европска унија го има овој статус, затоа што не постои меѓународно признавање на национално стекнатиот статус овластен економски оператор. И почнаа да работат на некои конвенции во Европската унија, делумно се надмина тој проблем, но во глобалната економија не е надминат. Па ако од Македонија треба да се извезуваат некакви стоки за Европската унија, имаме ние овластен економски оператор што ги испорачува, Унијата треба да го признае статусот на нашиот овластен економски оператор за тоа да даде ефект. Тоа за сега не се случува и мислам дека генерално во Западен Балкан ова ги деморализира компаниите да пристапуваат во овој процес, бидејќи тој процес изискува средства, бара активно да бидете вклучени во процесите на дигитализација, бара да дадете увид во можеби дел од некои тајни компанијата што сака да ги сокријат. Да, што не сака да ги стигне во јавност. Гледано вака и слушајќи разработењето, се добива впечаток дека ипак универзитетите наши има профилирано дејности кои што се во интерес на бизнисот. Вие зборувате за една исклучително специфична тема за бизнисот која што е составен дел на остварувањето на профитот. Лабораториите кои што ги спомнавме и другите истражувања кои што ги форсира Универзитетот Гоце Делчев исто така се во функција на ова. Зашто ние имаме постојани критики? Зашо овие добри страни, добри работи не сакаме да ги апострофираме? Има ли причина во нашиот менталитет? Дефинитивно, ние секогаш ги гледаме негативните страни на сите аспекти и сме критички настроени кон тоа. Наспроти да ги афирмираме добрите практики и на институциите и на соработката помеѓу институциите и така натаму. Меѓутоа мислам дека и треба да работиме и на зголемување на тоа ниво на соработка и на зголемување на што е можно поголеми, да речам, успешни приказни кои што ќе заземат свое место и во јавноста, и во медиумите, и помеѓу луѓето. Меѓутоа, дефинитивно, мислам дека треба да го смениме нашиот мајндсет
и да размислуваме дека и ние како земја во голем број на области и сегменти имаме успешни приказни и тие приказни треба да ги афирмираме. Едно од тие е сега кој соработката помеѓу бизнисот и науката. Тука треба да бидеме внимателни, да бидеме свесни дека се уште сме на пониско ниво од земјите од Европската унија, да не говорам за САД како водечка земја во таа насока. Меѓутоа мислам дека треба да продолжиме понатаму и да воспоставиме еден систем, а не да бидат тоа адхок некои иницијативи, бидејќи ако се вратиме назад, еве на таа соработка помеѓу науката и бизнисот во изминативе неколку години во голем дел од примерите тоа било иницијатива лична или на комората или на некој од личност од универзитетите. Јас мислам дека тука треба да се работи на градење на еден систем кој што систем ќе испорача континуирани резултати по таа насока. И мислам дека тоа е нешто што на нас ни фали како земја. Гледајќи ве и гледајќи вашите активности во комората, може да се издвои тоа дека Дарко Лазаров покрај овие активности за кои што зборува, многу поголемо и активно учество имаше во проектните активности, а и во формирањето на институциите врзани за извозот, особено за формирањето на клубот на извозници. Професорката па е детерминирана и поставена под лупата на нашата јавност дека е сконцентрирана на ова проблематика која што е исклучително и нема излегување надвор од тоа и мислам дека е тоа добар пример. Гледано вака, јас како ваш предпоставен на некој начин гледам една ширина во делот на твоето работење, повисока и една сконцентрираност. Секоја сум бил престалица на тоа дека човек треба да оди и да се специализира само за една работа. Точно ли е тоа? До некаде е точно, но сегашноста наметнува многу други аспекти во работењето и сакам да го потврдам Дарко во ова што го спомена. Зошто го зборувам ова? Тој рече дека е недоволна соработката меѓу бизнисот и универзитетите, дека многу заостануваме за западните земји. Под притисок на бизнисот во западните земји и потребите на дигитализацијата се случи соработка интердисциплинарна помеѓу различни факултети и различни универзитети, за да креираат програми кои што ќе одговараат на современите потреби во бизнисот. Кај нас, колегите дури од различни катедри не се благонаклони на меѓусебна соработка, а камоли меѓу различни факултети, па уште помалку меѓу различни универзитети. И во оваа смисла, јас мислам дека нашиот бизнис не е доволно ни свесен, а не е доволно ни упорен за да потекне соработка со факултетите и изнудување на програми кои што во моментов се неопходни. Процесите на дигитализација неминовно ќе ги сменат сите познати практики на работење и убедувањето е со појавата на вештачката интелигенција дека најавите се многу работни места ќе скаснат, постои едно уверување поново кое што пред некој ден ни беше презентирано од нашиот продекан Мијалче Санта, дека многу пати не доведуваат во заблуда зашто нема да има предност во вработувањето оној кој што е само стручен, туку предност во вработувањето ќе има оној кој што е стручен и кој знае да искористи вештачката интелигенција. Во таа смисла сите наши програми заостануваат и ова е исклучително важно прашање во моментов што се наметнува пред сите високообразовни институции во Македонија. Мора да се побрза да се стигне светскиот тренд, бидејќи во спротивно нашите млади луѓе ќе бидат неспособни за нормално работење во сферата на бизнисот. Па дури и во сите институции каде што ќе треба да бидат застапени, и ова е од витално значење за да не бидат истиснати од машини кои што по мене ќе носат втори најдобри решенија наместо најдобри, зашто најдобрите решенија се резултат само на човековите идеи. Машините не можат да дадат идеи што не произлегуваат од човековата мисла. Да. Како Дарко Лазаров заплива во водите на науката?
Па добро, тоа беше случајно уште 2007 година ко студент на економскиот факултет во Скопје, апсолвент, кој што тогаш имаше желба искрено да се занимава со бизнис. Како апсолвент почнав да работам бизнис, кој што беше релативно успешен во таа првата година на некои 22 години. Тогаш во тој период еден од професорите кој што ми беше и ментор на дипломската работа ми даде една информација дека ќе се основа универзитет во Штип, државен универзитет. Јас тогаш имав висок просек, имав размислување и да речем некои научни афинитети кои што понатаму го трасира тој пат на универзитетот и градењето на научна кариера, но тој порив за создавање на некои практични работи, за решавање на некои практични проблеми се врати после 2014-15 година со таа соработка со комората. И јас морам да признам дека, да речем, најкомотен се чувствувам на универзитетот, најисполнет се случува се чувствувам во бизнисот, односно во активностите поврзани со Стопанската комора на Македонија. Тоа претпоставам произлегува од тој порив за практични работи, за создавање на конкретни вредности во државата. Професор Азербејџан, што е Азербејџан? Што е Азербејџан? Ако ме прашувате мене приватно, Да. за мене приватно Азербејџан е земја како од приказните 1001 ноќ на Шехерезада, а службено е многу необична земја, за која што јас лично сум имала многу малку сознанија пред да се случи овој регионален тренинг центар кај нас. За последниве години, значи прв пат сум била во Азербејџан 2013 година и за последниве 10 години Азербејџан е непрепознатлив. Од една земја во која што луѓето главно говореа на руски јазик и не разбира англиски, сега на сите клучни позиции, сите млади луѓе говорат одличен англиски јазик, многу се посветени на дигитализацијата, имаат доволно средства и приливи од продажбата на нафта и газ и можат да си дозволат со брзо темпо да воведуваат најнови технологии, иако не се демократија, имаат многу силен фокус за тоа што треба да направат за подобро да бидат позиционирани и во Кавказскиот регион, но и воопшто во меѓународната економија. Имаат големи проблеми затоа што без малку се монокултурно стопанство, кое што за сега во овој момент се уште нема некои, да речеме, подраматични проблеми заради исклучително големата енергетска моќ, но свесни се дека така нема да може вечно да се живее и се обидуваат да остават силен впечаток на останатите луѓе во светот воопшто, со прифаќање на многу модерни практики и организирање на значајни спортски, културни, секакви манифестации кои што можат да го подигнат угледот на Азербејџан. Морам да кажам дека на некој многу чуден начин азербејџанците имаат многу големи симпатии кон македонците и обратно. Тие се исклучително топол и емоционален народ и посебен впечаток ни остави тоа што кога не пречекува на настаните поврзани со Светска царинска организација, морам да кажам дека таму е регионалната канцеларија за изградба на човечки капацитет што ги координира регионалните тренинг центри на територијата на Европа и имаат и свој регионален тренинг центар. На свечените вечери ги почнуваа секогаш со македонско девојче и ни оддава посебно признание на нас дојдените од Македонија. Дури знам дека од царина двајца колеги беа поканети на една свадба приватна и дека свекрвата по тој повод што работеше во царината од компјутер ја има учено цела македонско девојче со целиот текст и дури има снимка како ја учи песната за да биде спремна свекрва. Ние ја заборавивме овде.
Значи, јас не можам да речам во цела држава, сум бил во Баку и мислам дека е тоа спој на една модерна и стара архитектура на најсовршен начин изведена. Не однале ни надвор од Баку, некои од настаните беа организирани во Кавказскиот дел, некои беа организирани во еден регион кој што личи на Чинкве Тере во Италија затоа што има слоеви почва на повеќе нивоа, не однале во некои нивни национални паркови како да речеме Гобустан, каде што сум се зачудила од една снимка на некое оро што сметаат дека води традиција од таму времето кога имало пештерска уметност, зашто е прикажано орото и како го играат денеска, тие го викаат и јали, тоа оро, тоа многу личи во еден дел на македонските ора. Аха. И ми се чини дека така има некоја тајна нишка, дури тука открив една фигурина најдена од неолитскиот период кај нас, тоа е торзо од жена, стои во нашиот археолошки музеј, кое што е обележано, жената е гола и е исцртана со различни геометриски шари, значи била тетовирана. Они имаат најдено такви слики во Гобустан Тату. и не биле сигурни дали е жената гола или облечена, па се тоа шари на облеката, ама идентични се и формите на телото и цртежите. И во една прилика копија од фигурината однесов на подарок на тогашниот генерален директор на царината Ајдин Алиев, зашто го сметав за човек кој што исклучително ги почитува културните разлики и исклучително се интересира воопшто за тие некои национални посебности. Во секој случај стварно интересна земја. Јас сакам да ви се заблагодарам на учеството во бизнес клубот. Вие сте составен дел на структурите на Стопанската комора. Сакам Дарко како помлад да се посвети и да има своји ставови, исто како што професорката Геркова ги демонстрираше во работењето во Стопанската комора. Сакам она да продолжи со нас и понатака без разлика во која форма на соработка ќе имаме понатамошниот период. И еден ден да одиме во Азербејџан растеретени од сите наши проблеми и да видиме една земја од која што стварно човек може да биде воодушевен. Јас бил воодушевен и сакам секој да оди да ја посети. Со големо задоволство таму во моментот е еден поранешен колега што работеше во царината, а неговата жена работи за Обединети нации и во последно време таму се, мислам дека и на нив ќе им биде задоволство да не видат. Да. И на крајот едно прашање за двајцата. Како гледате на овој наш проект за бизнес клубот? Добро, јас лично ценам дека е добар потек, затоа што вие многу пати го говорите и денес во емисијата го кажавме дека е потребно да се афирмираат позитивните примери во државата. Ние и покрај состојбата во македонската економија и македонскиот бизнис таков како што е овие 30 на години имаме навистина многу, да речам, позитивни примери на луѓе кои што создале успешни компании кои се представиле на странските пазари. Успешно имаме многу кадри и во комората, и во бизнисот, и во науката кои што дале свој придонес, кои што се успешни во својата работа и мислам дека ваквите форми како што е бизнис клубот на комората и на вас лично како претседател на комората може да бидат, да речам, една платформа за презентација и за промоција на сите тие успешни примери и во бизнисот, и во науката, меѓутоа и генерално во македонската економија. Добро. Професорке? Јас многу би сакала представниците, односно членовите на бизнес клубот, активно да се вклучат во одржување на посебни предавања на факултетот. Да. Од секој од својата област зависи кој што се бави, бидејќи, повторувам, има недостаток на практични искуства и за секое присуство од бизнисот нашите студенти се желни да слушнат нешто повеќе. Дури можеби во иднина треба да размислуваме дека класичните вежби што ги одржуваме на теоретските предавања
треба да бидат заменети, дел да бидат покриени секако од асистентите, но еден дел мислам дека треба да ги покриваат луѓе од бизнис. Бизнес. Тоа била секогаш моја интенција била секогаш да работам на создавање на кадар. Денеска мислам дека оваа емисија тоа го потврди дека водиме во правец добар на развој на дуалното образование и со сите забелешки што и кажавме, изучување вештини на високото образование. Кажавме дека универзитетите сепак и покрај критиките кои се му упатуваат имаат елементи кои што зборуваат за соработка со бизнис секторот и така може таа да се унапреди. Во тоа име и во име на вербата, во тоа и да продолжиме со нашата работа, ве поздравувам, посакувам се најдобро.